На тема туризам во продолжение, веќе ја имам и мојата гостинка во студиото, само ќе ја најавам бидејќи ја видовте неколку пати, но пред тоа ќе идеме со Skype разговор, а во студиото имам и Билјана Стефановска, ВД директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризам. Фокус ќе не биде ски туризмот кај нас и во регионот. Кај нас веќе во Маврово минатата недела во четвртокот започна ски сезоната. За среќа временските услови го овозможија тоа. Во соседна Србија на Копалник стартуваше на 5 декември, во Бугарија во некои ски центри како Боровец стартува на 20 декември. Ќе направиме една паралела и со цените и со можностите кои што ги има Македонија во однос на регионот и ќе успееме ли некако да го фатиме возот и барем еден од многуте ски центри кои што ги имаме да добие налик современ изглед како што тоа го гледаме и во регионот последниве години. Но ајде одиме по ред. Колегата Оливер Бранковиќ прво ќе го вклучиме на Skype од Белград, нашиот дописник во следниве неколку минути. Она што колега Бранковиќ е актуелно за ски центрите оваа сезона во Србија се повисоките цени, за од 10 до 15% повисоки цени на ноќевања, најмногу на Копалник, местото каде што и голем број на македонски туристи знаат да поминат дел од деновите од одмор преку зима таму. Какви се очекувањата? Ајде одиме прво за новата ски сезона во Србија. Остануваат ли Копалник и Златибор најпопуларни дестинации за скијање и оваа сезона? Добро утро, се надам дека ме слушате. Да. Не се само Копалник и Златибор. Копалник е топ зимска дестинација, но не е само зимска и летна, како и Златибор. Тука јас би ја спомнал и Стара планина, потоа планината Тара, потоа Дивчи баре. Во Србија имате голем број на бањи и велнес центри, но исто така и нешто што е многу популарно, мене најсимпатично лично, а тоа е тој селски, планински, етно туризам кој што е во голем подем во Србија. Би го спомнал, например, селото Сирогојно со тие прекрасни стари етно кукички, со етно храна, со етно понуда. Сирогојно, знаете, познато по ние джемпери, ако се сеќавате старите, што ги претеа домашните жени. Така да Србија има што да понуди во поглед на туризмот. Точно Еване, на 5 почна ски сезоната на Копалник. На Стара планина стартува на 13 декември, тоа е петок, додека пак на Златибор се најавува до крајот на годината да стартува ски сезоната, а на Копалник имаме 40 см снег. Така да, доколку планирате да доаѓате на Копалник, македонците и голем број доаѓаат да зимуваат, не само на Копалник, Златибор, Стара планина, во Ирум. Спремено е за зимска сезона. Да, подготвено е за зимска сезона, но подготвени се и нови цени годинава. Известија, нели, веќе од 10 до 15% повисоки цени за ноќевање. Што значи тоа? Колку се зголемени еве конкретно цените? Што коментираат таму граѓаните и дали можеби се очекува поради нели зголемените цени од година во година, па и помал број на туристи? Кои се прогнозите за оваа сезона и се жалат ли локалните жители на овие повисоки цени? Знаете што, цените се во Србија како поскапени не само во поглед на хотелско сместувачките капацитети, туку и на останатите намирници, така натаму негде од 5 до 10% да цените во хотелските услуги до 15 насто. Копалник е топ дестинација и исто така и Златибор. И има голема понуда на сместувачки капацитети, како во апартманите, во приватно сместување и секако во хотелите. Јас ќе ви дадам еден пример, например, за божичните празници, за зимскиот распуст, за нова година, за 5 дена, 4 члена фамилија во зависност како тоа каде е сместена, треба да одвои измеѓу 350 па се до 4000 евра. Па сега зависи каде сте сместени. На тоа, ако се додаде изнемување на опрема, ако нема опрема, храната, рестораните, паркинг просторот и така натаму, еве за овие празници треба да одвоите и до 1200 евра. Просечна плата во Србија отприлike околу 820 евра. Па сега сами процените колку е тоа достапно за секого
во Србија. Меѓутоа, секогаш на Копоник, па и на Златибор, еве сега да се обидете да најдете, не може да најдете место. Така да сепак луѓето одвојуваат средства, поготоа ако имате деца, на планина, на свеж воздух, на скриење, на санкање, на сите тие капацитети кои што, особено Копоник ги нуди. Знаете, Копоник има 40 километри ски стази. Значи, има понуда на сите можни зимски спортови. Но исто така се поскапени ски пасовите, например, за деца 40 евра дневен ски пас. За 3 дена за возрастни ски пас е 118 евра, а додека за деца 80. Ако сакате 5 дена да скијате, ски пасот е 170 евра. Ова се значи цени за Копоник. Нормално дека е поевтино на Златибор и на Стара планина, например, во Златибор приватното сместување за 10 ноќевања може најти за 350 евра, додека во хотелите на Златибор за 10 дена може да платите и до 2500 евра. Се е прашање на избор и тоа каде ќе видите сместени ски пасот е 26 евра за возрастни на Златибор, кој што уште не е стартуван, додека Стара планина сместувачките капацитети се од 200 евра па до 1000 евра, во зависност од джепот, може да се најдете сместување. Ски пасот исто така е 26 евра, но можете и на Дивчебаре така да зимувате, исто цените се меѓу 300 и 600 евра. Значи, скапо. Како да ви кажам, поскапено е. Но добро, ова беа сепак важни информации, бидејќи голем број на македонски граѓани зимуваат на ски центрите во Србија, пред се на Копалник и Златибор, има уште многу, но некако овие два се најпопуларни тука кај нас, дома во Македонија.